народна медицина. Ајдучка трева. Ајдучка трева или столесник е отпорна и приспособлива билка. Латинскиот назив на оваа билка значи ахилова трева, со 1000 листови, и доаѓа од преданијата дека митскиот јунак Ахил со оваа билка ги лечел раните. Ајдучката трева е исправена билка со висина до 80 см. Стеблото на ајдучката трева има светло-зелена или црвено-кафена боја. Има мноштво оттенки листови. Целата билка има многу пријатен мирис. Ситните цветови се собрани во еден цвет, кој се наоѓа на врвот на стеблото. Ајдучката трева расте секаде, покрај патиштата и во полјаните со континентална клима. Таа има бели цветови кои цветаат од јуни до август. Ајдучката трева се бере за време на цветањето, а листовите се берат до есен. Таа е распространета по цела Европа. Расте на суви и на умерено влажни терени, ливади, пасишта, крај шуми и патишта, на надморска височина од 1800 метри. Добро ги поднесува и ниските и високите температури. Цвета од јуни до август. Главната сезона на берење е во јули и во август. Се собираат врвните делови на билката, или пак само цветовите што се ситни и бели, собрани во соцветија во облик на штит. Стебленцето на билката нема лековити својства. Билката има специфична арома и горчлив вкус. Горчливиот вкус доаѓа од горчливата материја ахилеин. Оваа билка содржи многу танини, провитамин А, витамин К, калиум, флавоноиди, инулин и етерично масло богато со пинен, цинеол и хемазолен. Колку е етеричното масло побогато со хемазолен, толку бојата му е поинтензивно сина. Хемазоленот е многу ценета состојка на скапите кремови и масла за сончање. Дејствува против воспаление на слузокожата и кожата. Ајдучката трева уште одамна се користела во народната медицина, а е омилено лековито средство и во современата медицина. Најчесто се употребува кај желудочно-цревните заболувања, при грозница, за зголемен крвен притисок, како средство за сопирање на крварењето, при мозочни и срцеви тромбози. Освен тоа, ајдучката трева се користи како јако антибактериско средство против стафилококите, ешерихија коли, кандида и други микроорганизми. Во народната медицина се користи за зараснување на раните и за намалување на болката. Се користи во составот на горчливите чаеви, во чаевите за прочистување на организмот, чаеви за зголемено излачување на жолчна киселина, чаеви за нормализирање на метаболизмот и чаеви за смирување. Може да се користи и за испирање на рани, закупки и облози. Поради присуството на витамин С, ајдучката трева се дава при крварење и при хемороиди. Горчливиот ахилеин, заедно со танините и витаминот К, ја прави билката погодна за сопирање на внатрешни и надворешни крварења. При користењето на ајдучката трева, треба да се знае дека кај осетливите лица може да предизвика алергија. Затоа лицата со чувствителна кожа треба да користат само млади, процветени билки, а чајот да го пијат во помали количини. Во народната медицина, познато е дека нејзиното лековито дејство во смирувањето на воспалението на кожата и слозниците, во лекувањето на раните и гнојните процеси, во прекинувањето на крварењето, е најубаво да се користи ајдучката трева. Етеричното масло од неа
Е ефикасно против гасови во цревата и против болки и грчеви во стомакот. Цинеолот од етеричното масло ги уништува патогените микроорганизми и се употребува како антихелминтик против цревни паразити. Поради танините што стегаат и етеричното масло кое влијае антисептично и антивоспалително, ајдучката трева се препорачува против диареја, колит, воспалени хемороиди и други цревни заболувања. Од истите причини се употребува против воспалени слузници на устната шуплина, грлото, при фарингит и ларингит. Горчливиот ахилеин, а заедно со танините и витаминот К, ја прават билката погодна за сопирање на внатрешни и надворешни крварења. Ајдучката трева ја зајакнува мускулатурата на матката и ја нормализира обилната менструација. Забележана е голема ефикасност при лечење на болна менструација. Третманот треба да се почне 1 седмица пред циклусот со правење топли бањи од ајдучка трева и длабоко плакнење со чај од ајдучка трева. Истовремено се препорачува и пиење екстракти од ајдучка трева. Екстрактите се делотворни и при цисти и воспаление на јајниците, миоми на матката и ендометриоза. Поради диуретичното дејство го поттикнува мокрењето и богатството во минерали, ајдучката трева преминува за лекување на бубрежните заболувања. Како добар диуретик, таа го елиминира вишок течности во организмот, поради што е корисна и при срцеви тегоби, особено против проблеми со циркулацијата, за зголемен крвен притисок, ангина пекторис, срцеви отоци. Се препорачува и во климактериум, бидејќи ги облажува тегобите, продолжените крварења и помага за намалување на потењето.